Со велосипедски дефилеја во кои учествуваа граѓани, ученици, рекреативци, ентузијасти и влюбеници во велосипедизмот. Денеска во Струмица беше одбележан 22 септември, меѓународниот ден без автомобили и завршувањето на Европската недела на мобилност. Струмица е еден од 3000 градови од 59 земји ширум светот кој го одбележува овој ден. Како и секоја година, така и ова година, во овој период на месец септември, или поточно од 16 до 22 септември, ја обележуваме Европската недела на мобилност. Еве во последниот ден од оваа недела на мобилност и нашата општина се вклучува во незиното обележување, како што тоа го правевме и во изминатите години. Струмица е еден од 3000 градови од околу 59 земји ширум светот кои обележуваат Европската недела на мобилност. Ова представува водичка кампања на Европската комисија за подигање на јавната свест за одржлива и урбана мобилност. Оваа година темата гласи заштедата енергија, која го нагласува влијанието што одржливите транспортни решенија го имаат врз климатските цели и врз енергетската и мобилна сиромаштија. Тоа подразбира преземање активности кои ги охрабруваат луѓето да одберат користење на јавен превоз, возење велосипед, да се одлучат за пешачење, како и други чисти транспортни решенија наместо секојдневното користење на автомобили. Неопходно е нашите навики за мобилност да бидат во функција на штедење на енергија и при тоа да бидат дел од заедничките колективни напори. Општина Струмица во тој поглед прави се што е во доменот на незината надлежност, преземајќи чекори кои водат кон целта. Одговорно и енергетски одржлива општина. Ние сме на вистинскиот пат таа цел да ја достигнеме, како и на сите полиња, така и на ова. Ние велиме Струмица е Струмица. Велосипедистите особеното место е на плоштадот Гоце Делчев, па потоа по булеварот Гоце Делчев, се опатуваме кон зградата на Евана, потоа вртиме на старата чаршија и последната збирка ќе е на малиот парк до општина Струмица, каде што ќе има хепенинг организиран од страна на Европската куќа Струмица. Во денешното дефиле учествуваа околу 350 велосипедисти со велосипеди и други превозни средства кои не емитуваат штетни гасови, вели Томи Печков од Europe House. Денеска е завршниот настан од Европската недела на мобилност. Europe House низ целата држава имаше повеќе настани, а ова е трета година поред Europe House Струмица да ја организира оваа парада. Учествуваат повеќе од 350 велосипедисти и луѓе со други превозни средства кои што не емитираат штетни гасови. Дел од учесниците во денешното дефиле со велосипеди велат дека често го користат велосипедот како превозно средство, се со цел за подобра животна средина, за здравјето на луѓето и квалитетот на урбаното живење. Го препорачувам на сите да возат велосипед, пошто е здраво за мускул и треба сите да вежбаме. Може да се подигне јавната свест со возење на велосипед? Да, затоа и направи патеки за возење, за да има што повеќе возачи и за да бидат другите сигурни. Пешаците. Колку често вие возите? Доста често. Најчесто одам на школа, на теретана и така. Школа одите со велосипед? Да, додека е уште топло. Јас лично мислам дека е многу подобро повеќе да се користат велосипедот, посебно Струмица, оти не е толку голем градо и доста брзо може да се загаде, па е поздраво и покорисно да се вози велосипед. И возам од доста маленка. Може ли преку ваквите настани да се подигне јавната свест за почесто користење на велосипед? Па да, мислам дека да. Оти ќе биде доволно видено како што мислам јас. Не возам често. Убаво е оти такво за здравето. Што не се загадува животната средина, така? Да. Кај што тренувате денес, од каде го тоа? Од школата Санда Масев и ќе се возиме на зградата. За да виде чисто околината. Europe House Струмица веќе трета година поред ја организира парадата против емисија на штетни гасови, на која одзивот на граѓаните од година во година е се поголем.